импресии, секако посебно после локалните избори, политиката на левица е влезена во еден стадиум на разноликост, затоа што тоа е природно за ширење на политичката партија, која влага во стадиум на средна политичка партија, што ние не сме го имале многу долго во политичката култура, општо и во плурализмот. Вашата аргументација искрено малку ми е бледа, ќе пробам да ја пофаќам. Мене ми се чини дека имаме некои недоумици, а тоа е дека вие рековте дека генерално во 3 децении постои фрустрираност кај опозицијата која се чувствува дека таа не може да делува и не може да биде конструктивна. Нашата конструктивност во овој поглед, какви биле нашите односи со лидерите на политичките партии од албанскиот блок, тоа е нешто што може да се коментира и да се морализира и мислам тоа е во доменот на аналитичарството и тоа е сосема окей. Но политички тој момент се искористи затоа што ние имавме одговорност. Имавме политичка одговорност, општествена одговорност да постапиме така во тој момент. Затоа што јас би подсетил за каква влада се работи. Од 2016 до 2020 таа влада дојде на ветување за процесуирање на криминалите на претходната влада. И во тој период од 4 години ги погази сите можни начала на кои дојде и на кои се постави политички. За од 2020, за само година дена, да ја окитат низа човечки трагедии, да не ги спомнуваме дури. И не само низа човечки трагедии, туку едно дегутантно раководење со ковид кризата и воопшто односот со граѓаните. Тие изгубија легитимитет со своите постапки. Левица не направи ништо, СДСМ да го направи да го изгуби легитимитетот од 2020 до 2021. При прекројувањето на владата, значи ова го збориме откако нели не успеа паѓањето на владата, така, откако се прекрои владата, дојде нова влада која зададе само една цела, тоа европска цел, таа нема да се оствари. Значи, нашата конструктивност е затоа што владата нема легитимитет, претходната влада веќе изгуби легитимитет на било каква основа. Значи, јас не сакам да разговарам за морални политики, ама дури морална основа изгуби таа влада. Затоа што сакам да се подсетиме што се деси на 8 септември и што се деси на 2 август. И таму е нашата конструктивност.